На 7 месеци пред изборите ВМРО ДПМНЕ од денес преку јавен повик бара кандидати за градоначалници за вкупно 84 општини. Од нив 11 се во источниот регион, каде партијата при изборот на кандидати ќе има сериозна работа. Имено истокот веќе долго страда од некреативност и неефикасност на некои градоначалници. Се покажа имаат капацитет на продавачи во селски кооперации, поради што општините останаа тамо кај што беа. Иако никој не е сигурен, голема е веројатноста дека Берово, Делчево, Кочани, Чешиново, Облешево и некои други општини ќе мора да понудат нови кандидати за градоначалници. Некои од нивните градоначалници се веќе уморни од функции, а други се покажаа, народски кажано, дека не ги бива за ништо. Од друга страна, прашање е колку воопшто понатаму ќе сакаат да останат во фотелите. На повикот планирам пак да се пријавам, да се кандидирам, и ако партијата смета дека јас сум недобриот кандидат, ќе одиме пак заедно со жителите на општина Карменица, да можеме да изгледаме многу повеќе проекти, од што изгледавме и сега. Некои се започнати, ќе останат започнати, но некои ќе ги завршиме до крајот на мојот мандат. Денеска го видов огласот од партијата. Рано е уште да кажам конечно дали би се пријавил. Ќе размислам сега, ако има време, па малце подоцна ќе одлучам дали да се пријавам повторно. Во однос на кандидирање на главниот протагонист, штипскиот градоначалник Илчо Захариев, денешната изјава гласи: Јас во овој момент не размислувам на ништо освен завршување на сите предвидени проекти. Штип е големо градилиште и град кој се менува на подобро. Ќе го завршам она што сум го ветил, а потоа добро ќе размислам. На крајот, одлуката нема да ја донесам сам, туку со мојот најголем снабдувач на енергија, семејството. Изјави Захариев. Но до април, до кога се ќе се знае, има многу време. Изненадување ќе има сигурно, а ниту партиите, ниту народот досега ги избирале само најдобрите. Многу е реално дека кандидати со памет на продавачи од селски кооперации повторно ќе бидат или кандидати, или избрани градоначалници.